Колективниот договор и проблемите во образованието и културата, а не статусот на тројцата штипски професори, е причината поради која СОНК најавува протести во петок и можност за генерален штрајк во септември, изјави денес председателот Јаким Неделков. СОНК бара повисоки плати во предучилишното, основното и средното образование, не се согласува со моделот на екстерно тестирање, начинот на исплата на платите во високото образование и културата, области во кои бара исклучување на колективен договор. Прашањето за склучување на колективен договор во високото образование и наука е веќе старо 20 години. Имаме прашања стари 5, 6 па и повеќе години. Тоа се прашања кои што 2008, односно 2009 година имавме договор со ресорните министерства за склучување на нови колективни договори, за примена на колективните договори во одделни дејности, така натаму. Ваквата изјава на Неделков доаѓа откако претходно повеќе медиуми објавија дека СОНК бара итно решавање на проблемот со тројцата професори штрајкувачи до петок или излегува на улица. Точно е, има врска. Случувањата, последни случувања на Универзитетот Гоце Делчев со најавениот протест на СОНК. Меѓутоа, тоа не е пресудното СОНК да излезе на јавен протест. Во петок СОНК ќе протестира пред Министерството за образование и наука, доколку до крајот на август не бидат исполнети барањата за според СОНК надминување на проблемите во образованието, науката и културата, не е исклучено организирање генерален штрајк на почетокот на учебната година.